Денеска телевизија Кочани ЛД полни 12 години откако се појави во медиумскиот етер на 18 август 2008 година како прва приватна телевизија на просторот од Штип до границата со соседна Република Бугарија. Колку успешно извршува својата одговорна, информативна и забавна функција ќе кажат граѓаните, односно гледачите, бидејќи ние самите да кажуваме за себе е нескромно. Навистина ќе оставиме да зборуваат бројките од анкетите на АВМУ, а тие велат дека во моментот телевизија Кочани ЛД е во сооднос 3:1 погледана од конкуренцијата и нуди поразноврсни содржини. Наспроти желавите напори да се издржи и опстане во сегашните исклучително сложени услови и состојби во кои се наоѓаат медиумите во државата, особено на локално ниво, законодавците продолжуваат со своевидно минирање на екзистирањето на локалните медиуми, доведувајќи ги во позиција пред згаснување. Како да се тие најголемиот проблем и товар на државата, без при тоа да ја согледаат реалноста, дека токму локалното информирање е основната клетка од која во голем дел извира демократијата, пристапот и слободата на говорот на граѓаните. Не е нескромно ако кажеме дека телевизија Кочани програмски обстанува врз база на продуктивноста во работењето во годините кога произведуваше обемна и разновидна сопствена програма, кога вработуваше неспоредливо поголем број новинарски технички кадар и кога беше активен сведок на речиси секој настан во општината и пошироко. Бидејќи сега, кога сме приклештени со членот 102 и кога државата не дава каква и да е можност медиумите да се изборат за подостоинствен живот и технолошки развој, а општината нема разбирање за алармантната ситуација и не реагира, наместо креативност и професионализам, работењето е обвиткано во превезот наречен опстанок. Но животот тече понатаму. Наместо работни победи, програмски технички достигнувања и севкупни демократски придобивки, медиумите ќе мора со рестриктивна стратегија да почекаат на подобри времиња. Во меѓувреме, продолжува борбата со аргументите, со вестите и информациите и трката да се објави навремено, точно и објективно. Се во интерес на граѓаните. А 12-тиот роден ден ќе го одбележиме скромно, пред се работно и со голема благодарност до гледачите кои ни се јавија, ни честитаа, како и да сите кои не следат и се единствениот меродавен критичар на нашата работа.